Оваа бујна средина е во контраст со пустинскиот свет на Саудиска Арабија што ја обкружува оваа зграда. Но во ера на глобално затоплување со ограничени водени ресурси, овој вид на хидропонично земјоделство може да биде иднината. Она што го прави хидропоничното земјоделство подобро од обичното е што заштедуваме 90% од водата за наводнување и 80% од ѓубривата. Плодовите зреат побрзо, а се намалува и употребата на пестициди. Станува збор за така наречено паметно земјоделство, каде нема потреба од сезонски работници. Мисијата на владиниот службеник Махди Ал Санабир е да го промени саудиското земјоделство. На почетокот направив оранжерија на мојот покрив и започнав со експериментите. Произведував различни видови зеленџук како краставица, домати, зелена салата и брокула. Ова ме поттикна да започнам бизнис за да им помогнам и на другите фармери. Веќе помогнал да се отворат 7 успешни хидропонски фарми низ источниот дел на Саудиска Арабија. Меѓу другото, одгледуваме европска зелена салата, која бара посебен третман. Ние ги обезбедивме сите услови, температура, влажност, вода и резултатите се одлични, без употреба на пестициди. Саудиската влада во 2017 година инвестираше околу 24 милиарди долари во истражување на земјоделството и водата како дел од иницијативата за намалување на зависноста на Саудиска Арабија од приходите од нафта и да се реши сериозниот проблем со недостиг на вода.